Се наоѓаме во тераписката заедница Покров, каде што разговараме со Глорија Василева, асистент на проектот Иновативни социјални реформи за вработување маргинализирани групи корисници на супстанци. Овој проект веќе втора година го реализира организацијата Избор од Струмица, а во моментов тие изработија една брошура која што содржи повеќе анализи и истражувања во областа во која што работи и истражува овој проект. Најпрво добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал Вис и ако може да ги запознаеме гледачите за каква брошура станува збор. Здраво, да, се разбира секако. Значи, еве брошурата како изгледа. Всушност, оваа брошура е компаративна анализа. Значи, тоа е анализа, споредба меѓу Полска, Холандија, Велика Британија со Македонија, кои се законските рамки кои се опфаќат, какво е учеството на граѓанскиот сектор во истиот и кои се третманите и услугите кои ги дават овие држави на луѓето зависници од дрога. Зошто е значајна оваа брошура? Значи, влегувањето во третман од зависност е само првиот чекор за живот без дрога. Но, социјалното исклучување или недоволното социјализирање на луѓето зависници од дрога може да има негативен ефект врз самите позитивни третмани. Многу е важно да биде адресирано за да има долготрајност, бидејќи начинот за тие луѓе да се вклучат во општеството е преку нивно вработување. Значи да има адекватна едукација, тренинзи, обуки, да може да се вклучат на пазарот на труд, бидејќи се разбира тоа влијае на семејството и односите и пред се исклученоста од социјала и економија. Дали има големи разлики помеѓу земјите кои што се истражувани и Македонија? Да, значи, според овие истражувања, анализите се правени директно во законските рамки во овие држави и во нив има процентуално прикажано, значи, како бројот се намалува и се стабилизира преку годините за луѓето кои имаат навистина проблематика со користење на дрога. Во споредба кај нас, да, бројот е многу понизок на стабилизација и намалување на истите групи на луѓе. Дали ќе треба да се прават, например, одредени законски измени во некои закони, за да можеме да имаме подобри резултати во третманот и во прифаќањето на луѓето корисници на супстанци? Значи, да, треба да се интервенира, треба да има да се направат интервенции на пазарот на труд, да се преземат некои мерки на вработување за тие луѓе. Генерално за да се намалат да се намали рецидивот кај нивните. Да, така. Кој се може да најде корисни информации во неа? Може да послужи во повеќе домени, значи во јавниот сектор и јавните политики, исто како и во креирање на стратегија во однос на луѓето зависници со дрога. Може да има локален фокус, може да се направат или да се донесат нови мерки на социјални услуги, значи може да бидат по избор, може да се направи некаков поразличен или посоодветен избор за едукација, за вработување, за вклучување на лицата во општеството. Дали правите и други анализи и истражувања во рамките на овој проект и дали ќе бидат објавени во некоја следна брошура? Да, секако. Значи, уште еден документ би требало да се изработи. Тоа ќе биде во скоро време, исто ќе го представиме. Тоа ќе биде во секторот на социјално предприемништво, како потенцијален облик за одржување на програмите и на организациите. Ви благодарам многу за разговорот.